највисоки врв на државата и сите институции за брзината на локализирање на самиот пожар, за што јас како председател на кризен штаб сакам справим да ви изразам благодарност на сите институции, вклучени во нешто, и на сите индивидуалци кои се вклучиле во самиот пожар, но за жал по локализирањето на истиот се почнаа да се појавуваат пожари на повеќе места на територијата на општина Делчево и на соседните општини, што само по себе мене на ведува да мислам дека некој ни прави пометнување на пожар. Веќе имаме пожар, имавме по меѓу Митрашинци и Разловци еден пожар, кој што беше утврдено дека е на територија на Берово и веќе е локализирано страна на тамошната ПП, но од друга страна му прави на дефкус на него и на доброволно противопожарно друштво во Пешчево, за да не може да помага тука доколку нас е потребно и нормално обратно. После се случи пожар на Ваторна црква од страна на лице кој што е утврдено на лице место, но има се органи кои што тоа ги се потврдува и после вечерта повторно се појави втор пат пометнување на пожар во Ваторна село Црквенец и на градска депонија. Мисля дека треба убаво да се размисли што да се прави, пошто реално и самите институции колку да се подготви не може да издржат на това тема. Да се сложиме. Значи сега се прави нештото да е започнава да се прави вечерно време и не може да се издржи физички и институционално да се издржи. Това што ние видевме дека имаме реална потреба, кој нашата територија противопожарна единица има реална потреба од опрема, кој што ја нема. Сега што видеа единици од другите места со специфична опрема за да ни помогнат. Така да ние на таа прва точка треба да видиме што ќе правиме во периода во кој што следи тоа што пасане ова високи температури, пасане и нормално можноста за појава на такви пожари е се поголема и кога тоа што веќе имаме ние се пожар на депонијата, така што ја мислам дека ќе успееме да го санираме во текот на денот. Тука е мисля и Христијан Сафев, тука и командирот на ТПБ, они имат повеќе информации, сам моментално пише дека тука пошто е на лице место, дека се работи на негово санирање, но па ќе кажам, појавата на нови жаришта не е исклучена ни поради тоа што ние имаме веќе неколку активни пожари од Црквенец до Прилаз, кои што се локализирани, кои се под наблюдување, но за да бидат под наблюдување треба човечки фактор, тоест луѓе кои што се делали екипата кој што е за преминирање и за санација на пожар, тоест ни се намалува групата. Не само што ни се изморува, ни се намалува групата од причина што имаме на повеќе места. Така тука има повеќе институции, убаво е да видиме што е паметно да се преземе, за тоа сме ние и за тука и гранична полиција, тука и Огора Делчо, тука и ПС Делчо, и мисля и Македонски шуми, и ТПП Делчо, и општина Делчо, повеќе институции за да видиме што е правилно да се направи во тој дел, особено во делот на следење за евентуално зборување на овој пожар. Да, што да преземе, пошто реално не можеме да разголемиме контрола на терен. Да видиме некои можни локации кои би можели да се некоја нова метна. Дали има некои проекти сознанија за тоа кој може да ни е причините. Много е симптоматично што се случува само првиот дел на општината. Вчерашниот втор пожар што беше на Црквенец официјално не се потврдени го дека со од човечки фактор. На 4 места беше запален, но делечно со 50 метра. Имаме две лица малолетни што се весели првиот пат, вториот пат ги видеам колегите опатува да идат со мотори со пумпа и колодата му бега. Имаме тamo местото дека се е спуштило, меѓутоа после ние го спаднаме по правиме преглед на терен во саата, не можеме да утврдиме дека се движи. Меѓутоа и камерата е многу бршко пуштиме од Голак, теренот таму прилично чист од околните места, не можеме да утврдиме освен нас камерата што ни гледа, што не мапира. Това потврдува дека најверојатно лицето кое помитнало пожарот е во непосредна близина живее. Значи најверојатно си заминал и си е следнал тука. И тука ни проблемува, имаме телефонски броеви од сите таму што са били во тоа критично период кога е проблемот на пожарот. Запишајќи колегите до Варја си дадат задача. Мислам дека ова Делчо треба преку базни станици да си потражи во тој период движење на мобилните телефони кои се били, за да можеме да утврдиме кој е лицето кое е било таму кога се случил пожар. Това е од синокешната состојба. Инаку, предлогот некој што правиме сутна да разборат се исто, што го
реклами, што после да донесуваме заклучици, што изповедуваме тие точки, беше многу паметна работа, успешна работа, се до моментот помалку се опуштиме. Кога се опуштиме, случаи се, мисля, сме се опуштили, в смисла дека не сме работили, туку изцрпееме ги сите сили, малку дојде период дека ајде после 8 и после Пантелеја времето за Ладова дожд да видат и се случи дека не видат што се случи. Граничните можеме, значи што де од сношти почнаме и денеска исто ќе ве постапиме, ќе утврдиме две локации да го гледаме исто брежето и обратно од брежето да го гледаме тука тоа дел дека беше селник, пожар во селник, за да ќе се покриеме со мотопатроли, имаме ресурси, имаме материјално-технички средства и ќе откараме до нареден до нареден период дека ќе има поголеми дождови, за да може некој време да после да неутрализира се што ќе се случи. Значи, мој предлог е тоа, толку ние можеме мотопатроли 24 сата што ќе покрива и термокамера која ќе врши денско и нотно наблюдање на терен. Меѓутоа, не треба да се остави целата работа, целиот товар да биде на ръце исто, пошто ние прва основна задача е да гледаме на државната граница. Ние треба може во дело на пожарите да сме последни, кога не дај Боже нешто излезе од контрол. Ние гледаме сакако некој прв няма втор фактор во преземање на мерките со пожарите. Дека не е добро, това е ние треба да сме сите одговорни на функциите и на местата кои ги држиме, меѓутоа приоритетни си тие работи како што треба да си ги работиме. Ќе работиме ова неделче, од тука мисля поголем број. Полник нас беше малку период на користење на годишно на сите институции и ќе дојдеме на крај до некој заклучок и си договориме како ќе ги држиме. Мотопатролите не е лошо некој пункт, посебно таму, пошто веќе два пати се појавува во личниот ден. Одреден пункт кој направиме на повремено или постојано и мисля дека ќе скречиме тоа што е намерата на поединци. Има неколку лица, ќе се договориме со ова делче, ќе направиме некојата собствено, ќе треба тие лица да мислат дека и денеска треба да се посетат или да се повика во ова делче, да се утврди времето дека се били случаи. Ќе ги посочиме, ќе се утврди многу лесно, ако видиме мислесно што да им обетна тие течките се сванали дека нешто има интересно тука, има еден показател за нулица, но не мога така 100% да тврдам, пошто та треба ова да се прави. Не е 100% чисто да тука, ама мисля дека може да излезе нешто. Базните страници кога ќе ни стигне акт од базните страници, знае дата малку трае, може ќе треба и некој агенција, ама ќе ние може ќе помијат и ветеринери по базни страници, дето да тврдим кој се движело во периодот кога е направен пожар. Затоа и мисля дека треба повеќе да се повикаат како што има тоа дело. Што нема опција. Камерата ти знам моментот кога мисля дека после 20 минути зна камера. Пешки да е, трчели да е, каков и да е. Спринтер? Да, ќе го лоцирате, пошто камерата не сите чинители што беме таму, сите не се качи, това е мапа дозгоре, се качи и секој движење. И не се појави, човек не се појави. После имаме ситуација за мотор, кај ден снемало и мисля дека одделаме тоа човек што мисля, јас пак и видим како ќе. Мора да си имам предвид дека престои викенд, празник, Родица и мора работата да се изпланира и луѓето да са точно запраши ние допълнително за други активности, за јака подготвување на државна граница, гранични прегледи, проверки. И доста концерти има за тоа. Значи имаме два јавни настани од поголем карактер, знае Каменица и Беро. И пробиште. Добро, пробиште не го обслужуваме, ама мисля дека Каменица и Беро ќе ни донесат материјално-технички средства тези дена, ки само критични, за това не е лошо да се договориме, дека сме ние по-малку, другите институции да са повече студенти, да може да си го завършим за това, което сме днес тук. Проекти включваме общата програма, цялата лето ще беше и тия са мерки.
Много се наложи свободно, няма много се наложи. Само с цистерите на палете. Това е продукт, ще може да сменим по догledно време. Моментално да го сменим, не може да го сменим. Реално. Трябва да ги включим доста сериозно явно комунално предприятие и общината в отдела на превениране, правилно за какво. Ја мисля од именно општина Хисаки Дублон, што од Сабајле размислувавме ние доле што ќе преземеме во прилог кој што следи. Значи дефинитивно ќе направиме, ќе искористиме лаборатор за видеонадзор, колку и да сака некој да позна да види дека ќе следат движењето и приватноста на граѓаните на општината, што ќе почне да го прави, затоа што некој ми е јако нагазил, тоа што имам сознание кој што има и омава делчо за свет кој што не мисля добро на општината, не мисля добро на здравјето на граѓаните и јас таки го веда, ќе ги кажа, ако се снима, няма да ги толерирам. И ќе поставиме камери на сите влезови на сите излези во општината и видеонадзор на депонијата. Тоа е со сигурност и на видеонадзор на локации на кои што ги знае само лицето одговорно во општината. Паралелно на това ќе ги изголемиме на сите контроли од страна на комуналните редари, тоест нема да се занимаваме во периодот кој што следи тие 15 дена додека е портокалова фаза со проблеми во дело на комунални инспектори, а ќе поставиме пунктови на повеќе места во општината и ќе помогнеме во тој дел да го контролираме движењето на граѓаните. Ние имаме некаде 70 луѓе кои што се во тој дел и мисля дека ќе бидат голема помош за тоа што ќе бидат поставени на повеќе локации, ќе можат да легитимират граѓани кои што се движат низ тие критични точки кои што се таквото. И сега кога размислувавме, убаво е што го спомна и командирот на ТПП да се пуштаат дронови, ние искаме дрон кој што ќе ја наблюдува ситуацијата од терен. Да, не е толку многу професионален тој дрон како што го имате вие, ама може да заврши работа во дело на превенирањето и секако веќе размислуваме за подобрување на опрема. Точно това е многу лош податок кој што ние немаме да квоме. Јас веќе почнав да разговарам од Сабајле и со министерства и со евентуални ини донатори и се донесе и одлука доле са на состанок во општината, ќе се отвори на донаторска сметка, пошто има наши добронамерни граѓани кои што се и од бизнис секторот и од странство кои што сакаат да помогнат со средства да се обезбеди подобра опрема за нашата противпожарна единица и за нашето доброволно противпожарно друштво кое што е во фаза на развивање. Така това е првично што сме го измислили, ама најбитно е само метално да поставиме пунктови на повеќе локации во општината и ние да помогнеме во тие во дело на особено на комуналните редари и секако да поставиме видеонадзор, пошто сепак убаво кажа и преска и началник на Рцвистов и командирот мора да се фане некој за да послужи за пример. Доста ги толерирахме. Баба беше отпалила фурната, стара е жената 90 години, од фурната запали дранче. Стар беше човек, палил гуми, запали бидлата. Тој беше, утре може и ја сам таков. Не треба да се сноси одговорност. А па тие што банално палија сношти, треба да сме стрикно ригорозни и треба да се посебно да се одбележат. Јас силно сакам да утре и да напал и на така и мотив до МВР да го истраži случајови и да најде сторител за тоа нешто, пошто не заслужува некој да му изгори имото заради некој што е набил главата дека треба он таму нешто да прави во живот. Сега да по тоа, да вие нешто имате друго да сугерирате, што можеме и да помогнеме, а да и комуналното јавно предпријатие ќе го ангажираме, ќе идеме таму такви некои што само што имаме позиции што не стане толку многу приоритетни, пошто веќе намали се и потреба за косење по парковите, пошто сега веќе вегетацијата е во сериозна стагнација, ќе видиме тие луѓе ако може исто така да ги пренасочиме да сад на пунктови за да се контролира исто движењето на барем за викендот кој што е критичен. Што имаме само критични викенди, треба да сме такви подготвени. Знае дека на средна не се деси пожар баш за продолжи викенд на Илинден на празник, така да не е добра школа направено да не се повтори. Треба да сме опрезни, мисля и тука гледаме дека има и медиуми и они лаударно до них што брže објавува, што има совесни граѓани, но најбитно е граѓаните да знаат дека треба да пријавува пожар и проблем таму дека треба да пријавува. Значи треба да се пријави на дежурен телефон 112.
таму е најбитно да се пријави и после е се во ред да имаме секаде. Такво да се, затоа што благодарение на медиумите брзо се мобилизира граѓанскиот сектор, тоест свет кои што се добронамерни да помогнат. Тоа е што сакам да го кажа и ние тоа ќе го спроведеме. Така да нека очекува граѓаните дека некој може да избегне на некоја видео снимки и нека бидат предпазливи и еднакво да не се движат доколку нема потреба надвор од агломерацијата на град Делчево. Тоест нема потреба, ако немате потреба да одите на отворен простор, добро е да не го правите, затоа што утре може намерно или ненамерно да се најдете како обвинен за некое сторно дело кој што можеби сте го направили или можеби сте го направили. Това е така како една сугестија. Благодарност за зборот, благодарност за медиумите за медичката покриеност и доколку е лайк, ќе барам да се прати, доколку не е лайк да се селектира што ќе се објави. Барам моето излагање да не биде објавено. Добро. Нека е некој разумно да се зголеми да не го прават тоа што ни го направи. Сега за сега е од мене. Боред нашо. Во дело на преминирањето на самите нешто, веќе ги напомена неколку фактори. Ако ги караме до садна, имаме наши повик во кој што интервенира првично ТПП Делчево и секој пат ме информира и началникот на ТПП како председател на кризен штаб, како началник директно одговорен за това. Значи јас во соодносно со големиот на пожарот и во соодносно со опасноста сам директно надлежен да ги искомуницирам приличностите соседни општини и доброволните друштва, кои што имам таков податок веќе и телефоно. Сами се зголеми податокот дека тоа ќе го правя јас. Дело на координација на самиот пожар си го прави помало командиро со помош од вас двата на началника. Дело на контролата на терен многу се согласувам за тоа што стварно се појавиле лица кои што слава Богу ги има што имат желба да помагат, но там не има место за тоа што safety first е секој пат мотото и на нас и на државата, значи први безбедноста прецена на секој ден учесник во пожарот, а после се друго. Така да се знае кој има право да учествува во пожар, тоа е полнолетно лице и лице кој што е обучено за да го врши истото. И убаво е да се поставува секој такви пунктови како се поставија сега доле. И на влезу на билата и на излезу на билата дома во страна на општината и беше тоа контролирано. Во дело на исто на интервенциите секој пат да си постапува македонски шуми, секој пат се известува од македонски шуми, шумска полиција, општината, јавно комунално предпријатие, се тоа се убаво што дека група кој што излезе дека стега таа група сработи на Вибер и секако Центар за отговарање со кризи и дирекција за заштита и спасување, кои што веќе од повисок степен институции надлежни за спасување со поголеми пожари. Во дело на комуникација со медиуми, тука е Даниела, како човек кој што работи во општината и кој што е и правото место за да комуницира со медиуми и секако Кирчо како одговорен и правотна позиција во општината за привикување на просторните сили. Треба привикување просторните сили и това е исто пракса кој што треба да не е Боже да има да се зголеми виднина и секако Џулета како координатор за местни заедници, да се повика правите местни заедници, беа тука и Дамши и Бирлата, и со тоа се пожелува добро фактор. Така да мислите тие се како ще работи кои што се битни и народот кој што ние постигнавме тој пат, а беше криза на Полската забелешка, и ние разговарахме после првиот ден на пожарот, можеби треба некој пат да се превенира малку покрасно, отколку да се влегне директно гради со огино, тоест да се направи на добра анализа, на добра стратегија, да се постави пункт на кризен штаб близо до пожарот и да се отворат критичните точки, како што беше случајот со вториот ден, кој што беше на многу висока професионална на многу повисоко ниво и припајаниците на МВР, тука и на двете институции, на ТПП Делчево и на македонски шуми, први се направи добра обсервација со дрон, мапираат точките и се пристапи директно таму дека треба да се пристапи и беше многу успешен на вториот ден. Исто кој првиот беше успешен, дека имаше многу свет и имаше многу возила. Но според мене треба да се поучиме од това нешто и треба да го применуваме во пракса. Вие сте благодарени на вас, големи професионалци сите, така да се види дека Делчево има професионални свет и мисля дека има подготвени свет да се справува со проблеми. Така да
Това е дека како заклучок кој што може мисля дека треба да го земе на крај од дено и сега убава е забелешката да и ние како опција да земеме со информација што ќе се преземе како активност во прво кој се за да знаат и тие недобронамерници кои што ни го прават нештото да знаат дека нема да ги оставиме и ќе нишеме во врат. Така да тоа што ќе фане лично ќе си има работа први со мене, а после со државата. Каза се на нешто по сноши, не сам спал и за малко се ми навози, на малко ми замени навозата за нова да се презема и обласката. Ама не е добро. Не е добро, затоа што и тие се има деца. Мислам, им е криво што природата им дава деца. Искрено. Таков не треба да се размножи. Мисля, срамотањето во таков ембрион да се размножи. Не е добро на кон обществото. Изгледа што сум така малко глупама, мора да се глупо што тоа е. Значи, ние се опитихме добро много лица жива, ама толку лица да можем да си има контрола врз них. Там имаше 300-350 души, сигурно. Контрола, то може сите теглат над меса, тоа 30 души се контролира, тоа е да речем човек со таа група, тоа е со таа така да това не е некој проблем. Това трябва ние долу се отихме, по-умчено да бидаме со там да живееме. Значи, по-голямата дисциплина на пунктовите, кои што се за контрола на пристап на самиот терен, е така точно дека има свет кој има емоции кон самото место и нормално, кога знаете има таму имот, има родител, има стотел, он е емотивно врзан за това место и е тешко да го скачиш да може да бъде на самото место. Но това е, може да е ситен пропуск, кој што и не е пропуск, но може би треба да биде по-изведен да не се допушта да се до такова. Особено не малолетни лица и лица кои што може да бидат да се само повредат. Кажа началникот одат со влечки, со шорци, со пијани од кафаните, од продавниците и през тия свет некако контролата. Аво, затоа са тие составници за да си ги видиме пропустите, пошто немаме многу пропусти, ама имаме си пропусти кои што ако не си ги кажеме, ние например да речеме повеќе глави, повеќе по-добро мисли. Една глава не може да измисли се. Битно е што се завршите, што немаме загрозени човечки фактори. Имахме повреди, слава Богу са добри и това е добро. И што немаме куки оштетено, што немаме допиток, оштетено и така да. Другото има голема материјална штета, неколку 200 хектара има зафанена површина. Това е голема штета, но това е повеќе природна шума, таму се токи нека си преземат соодветни мерки, нека си го треба нешто. За това ние не може да навлазиме во нешто. Ние сме за да превенираме, не сме за да судиме. Тоа е. Ивана, ти во твоја дел? Не познавам што е овој период да е толку време повеќе. Од кај нас ти го споменаме присуството повеќе на терен. Това може да превентивно за на крај. Тие 2-3 недели ги гледаме да сме повеќе присутни, тие заедно дали со шумска полиција со кој можеме да покриеме делот терен. Вие си имате постојано? Мога да тоа е да се продолжи, ќе се продолжи, ето најавено дека продолжиме. Викенд ќе имаме појаче контроли со повеќе луѓе и тоа ќе биде. Продолжуваме според наредби да се дадена ситуација, што рече господинот пожарното, значи може да се искористат и наш, како се да не искористат од координација, ако има некога потреба, да земе екипа, за да може да ги посочи сега. На един начин. Дадена ситуација сега не може никога да му наредиш и може. Очигледно сите сме на иста страна. И јас би сакал ако може сите служби што се во можност да продолжи на викенд да пуштиме повеќе патроли на терен и повеќе службеници, конкретно и шумското стопанство и шумската полиција на различни страни да ги поделиме, може да направиме допълнителен состав, ние што имаме луѓе со кои може да постапуваме на терено
во текот на денот да направиме распоред кој ќе биде четврток, кој петок, кој неболачки пат, кој према црквање, кој према истеми, да видиме повеќе присти на терен, дроно дополнително и што кажа и нам деки после попладане, после прави септември, деки се поправи времето да може да сме по-коматни. Мислам дека критичен викенд и дека треба да постапиме по со оглед дека крна со подпадување, дека пожелно овој викенд да видиме повеќе пристапи на терен. Внимание имахме пожелно 6-7, това беше. Септември, да, од концертот. Две недели треба. Да. Статистички гледано, септември стана месец. И да дополнам по процека на колегите од пожарното, ќе се обединени луѓе што можеме да излезете кој ќе ги анимира медиумите и кој ќе тражи помош. Ако останува врските гранични, вие да ги анимирате останатите општини, кој ќе ги контактира медиумите 3-6 Делчево, Денес и слично, кој ќе ги анимира, за ние да може да се посветиме конкретно на самиот настан, да не биде да се знае кој обврски ќе ги преземе при евентуален нов пожар. Дај Боже да нема. Заданието ми најспецијално било во проведот, када ми се најголема работа нешто, затоа што аз сепак ја осветив информација и мисля и треба да се внимава и за самата информација. И информацијата каде паралелно со барање. Бараме помош од местното население, од добронамерни, но по самото барање да се стави тамо дека потребно да бидат соодветно облечени за гасење на пожар, да се земат шише, со вода са најчесто ние логистички покриени, треба да разведе помогне местни жители тамо, помогнат, донесат шишиња со вода, со коли, со слично, но пожелно да се потенцира дека не може, што каже командирот, со влечки, од продавницата пијани и слично, треба да ги пазиме нити да се пазиме самите себе. Така да во самото барање на медиумите што ќе биде према местното население за помош да биде ставено тамо пожелно да бидат доброволци соодветно облечени и соодветно опреми и слично. И секој треба може да се размисли веќе по догодно време да најде проект и ние општена за да можеме и такви доброволци за да се вклучат во това доброволно противпожарно друштво и да се прават и обуки на светко што не се вклучени институционално. Ако постигнеме тавани 2017 ќе имаме доброволци кои ќе дојдат соодветно опрема како се организираат 30 луѓе. Поти во првиот златна саат ако се излезе на лице место ќе биде многу подобро. После 300 да излегне во вториот саат. Значи тие неколку обуки што се направени на постните сили останаа на противпожарните единици останаа време кога буде супорт. И се види дека тие се што идеја како просторни сили знаеше да рахува со основна опрема за гасење на пожар. Така да това треба да се продолжи и во иднина треба тоа да се таа група да се проширува полека. Затоа што по повика институцијата он е тука на ниво на задачите и мора да излегне. И имаше доста такви свет. Се имаше и од сферата на образование, на културата, и на спортот, и на свет кој што навиде речење никој пат не се имали предизвикот да се сочи со таков пожар. Нормално. Секој не може да се справи, секој нема таа храброст, ама слава Богу што има кои храбри свет кои што помагат и мисля дека ќе се среди. Така да не е проблем по нешто. Ама сега битно да се фокусираме на тие 5-6 дена, там доке 8 септември најбитно. Пошто се и денови на градо, има и повеќе манифестации тука и ние ќе сме со друго размислување, малку по-позитивно разпредување. Ќе ни кренува децата на школа, најсветли учени за нив. И така натаму, така да имаме повеќе настани и тука во градови и битно е тие све што ние се ги поставиме во институции на точки да се одработат таа задача која што ми е дадена. Ја лично за Хеменеца во локална самоуправа ќе си ги искоординираме во наредно саат-два. Така да ќе си имат неки задачи, ќе си имат графики и ќе си ги направат. Убаво е и вие како предпоставени на вашите институции да се го направите истото. Така и ако треба ќе ги согласиме и ние нашите разпори за да имаме повеќе покриени точки. Евентуално да ние по-состојано со командир на държавата, со началник на граница, ќе договориме заеднични патроли. Целиот поддржа викенд може македонски шуми и шумска полиција да направат друг пат, да речеме да видиме повеќе пристани на целиот период до 7-8 септември. Дайте ми на мене само некој и не ме ми дадете некоја задача чисто како локална самоуправа за да ја да ги планирам моите свет дека да бидат поставени првоначално. Имам некаде да се Мислам дека овие комуналните редари имаа надлежност и во селските места, така да во селата слободно некои да дише денеска со возило покрај тоа што ќе гледа дали се чисти улиците, дали има останало шум, дали има останало дрвна маса, слично може да врши превентивни активности и да разговара со местно население, па и не се знае кој некој ќе му даде информација за вчерашниот настани, за претходните настани, така да не се знае дали ќе дојде точна информација што на нас кој ни вреди злато за да го решиме случајот.
ако има право и приватни ресурси да ги користи. Това бе изкуствено това. Там имаше пилана, Ще да помогнат тракторите, така е. Ще да помогнат тракторите. Това е по прода точка.